Се менува структурата на дивеч во Штипско. Корисен дивеч има се помалку, штеточини се повеќе. Имаме зголемување на лисицата, значи она преку мониторинг од државата добива бесплатна вакцина за беснило и ево подем. Веднаш до неа и чакалот, кој што е со закон се уште трајно заштитен дивеч, и тоа е во подем. А заради болестите на овците и говедата последните неколку години, размножувањето е зголемено и кај волчиот дивеч, значи имаме и волци. Енормно зголемиот број на штетен дивеч први го почувствуваа сточарите чии овци се на удар на глутниците. Токму и поради ова, во време на јагнење тие не смеат да ги напуштат трлата. Јас имам ето више 4-5 имам издено, 2 кози ми имат издено, 2-3 овци ми имат издено. Има волци доста. Има на многу места ги има по 3, по 4, по 1, така. Дешава се, доваѓат сега е баш у јагнило сме и така не смееме да оставиме ни овци. Дека се јагне мора да се вртеме таму со овците. Дополнително, ловџиите алармираат и за појава на заразната туларемија. Значи, туларемијата е заразна болест, се пренесува бактерија, Francisella tularensis, и значи како главен извор на болеста се глодарите, поточно глувци, стаорци, верверици, зајаци и слично. А исто така како поретко може да се јави и кај домашните животни. Поради сево ова, од ловното друштво од Штип најавуваат за честено организирање на хајки со цел бројот на штетен дивеч да се намали. Кај нас во моментот целови сабота, недела и државни празници, заклучно со 31 јануари, и исто толку ловни денови во месец февруари, исклучува како преска што спомнав, значи со строго контролирани групи. Инаку од октомври досега ловџиите убиле 10 волка, исто колку лани за цела година.